Ви благодарам, госпожо председателка на комисията. Втор ден вече разговаряме за точката на дневен ред избор на уставни судии и со жалење че констатирам дека вчера мнозинството го отврли предлогот на почитуваниот колега Антонио Милошовски, кој што побара да се договориме и заеднички да му дадеме прилика на кандидатите за уставни судии да ни се представат овдека од собраниската говорница. Тие самите и покрај тоа што има доставено своји биографии кои што ни се нас поделени, сепак заради транспарентноста беше добро и во ред да истите тие го искористат и тоа право, да ние да му поставиме некое прашање како пратеници, тие да одговарат, ако сакаат, ако не, нивно право не морат да одговарат, со што ќе се отстранат и сите сомнежи дека ќе бидат избрани уставни судии кои што не ја заслужуваат довербата, односно уставни судии кои што доаѓаат по предлози на политичките партии, односно на Социјалдемократскиот сојуз и на ДУИ. Вчера колегата Горан Мисовски, јас се извинувам што тој не е тука, во негово отсуство го спомнувам неговото име, но само заради еден пример. Тој кажа дека не е деловнички и така натаму, не го пишувало ова во деловникот да бидат тука да ни се представат уставните судии, но јас би го прашал, еве за неколку дена ќе имаат избор во НСДП, тој е еден кандидат за избор на председател на истата таа политичка партија, па тој дали ќе биде присутен таму или само со CV-то. Така да, тоа не ми беше јасно. Ако кандидатите излезат пред јавноста, па така, нека суди и јавноста. Кој заслужува да ја добие титулата уставен судија и така натаму. Овдека сега имаме огромно сомневање, се отвара огромен сомнеж, постои сомнеж дека нема да се почитуваат принципите и начелата за избор на уставна судија и насила преку тенкото мнозинство кое што го имаат во овој момент власта, ќе бидат избрани уставните судии кои што се на број од нивна страна 3. Впрочем, во пракса тоа се покажа и при изборот на Добрила Кацарска за председател на Уставен суд, жената која што е на некој начин задолжена да ја гони опозицијата, па така мислам дека ќе биде и со овој предлог. Уставните суди, почитувани колеги, пратеници, почитувана јавност, треба да се гласаат со консензус и истите да треба транспарентно да се предложуваат. Затоа е колегата Антонио Милошовски и ние го поддржавме тој предлог заради транспарентноста, тие да беа тука, да ни се представат, да видиме со кои луѓе ќе имаме работа во Уставниот суд. Истото треба да бидат квалитетни и да можат да одговорат на предизвиците. Тие треба да се авторитетни во професијата, во правната професија, во судството, во обвинителството. Ете сега, кога станува збор и ја разгледуваме вториот предлог, а тој е предлогот за уставен судија да биде доктор Родна Живковска, која што е редовен професор на правниот факултет Јустинијан I, магистрирала на правниот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје на темата приватната собственост на граѓаните, уште во јуни 1991 година под менторство на професор доктор Асен Грубче. Докторскиот труд под наслов Правото на првенствена купувачка во Република Македонија под менторство на професор доктор Марко Илешич во Љубљана, на факултет во Љубљана во 96-та, истата го има одбрането. На правниот факултет Јустинијана I во Скопје избрана за редовен професор на научната област граѓанско материјално право во 2006 година. Доктор Живковска како редовен професор одржува настава на првиот, вториот, третиот циклус на правни студии. Освен на правниот факултет Јустинијана I во Скопје, доктор Родна Живковска одржува настава по предметот граѓанско право и на градежниот факултет при Универзитетот Свети Кирил и Методи.
на мастер студиите по менеджмент и недвижности. Истовремено, како предавач на Академијата за судии и јавни обвинители, доктор Живковска редовно одржува часови во рамките на континуираната обука на судиите на сите апелациони подрачја во Република Македонија. Во 2012 година, заради постигнати значајни резултати, како предавач на Академијата за судии и јавни обвинители, кандидатот за уставен судија доктор Родна Живковска беше прогласена за најдобар предавач на Академијата за судии и јавни обвинители со висока оценка 4,8. Мораме да споменеме дека во последните години доктор Родна Живковска има објавено повеќе трудови во меѓународни научни списанија, научни публикации во земја и во странство, во нејзината богата биографија која што ја имаме сите пред нас. Само во последните 5 години еве има објавено такви трудови на број 16. Доктор Живковска има објавено и повеќе монографии, учебници, учебни помагала и коментари на закони. Кандидатот за кого сега разговараме, професор доктор Родна Живковска, исто така има значајно искуство во работата како член на председател на комисии, совети и управни одбори, како што е сенатор во Сенатот на УКИМ, раководител на Институтот за граѓанско право, раководител на мастер студиите насока граѓанско материјално право и граѓанско процесно право, правниот совет за реформите во правосудството при Министерството за правда во Република Македонија, Советот за реформи во правосудството при Министерството за правда на Република Македонија, Советот на Адвокатската комора на Република Македонија за периодот од 2006 до 2010 како член на истиот тој совет, Управниот одбор на Фондот за земјоделство, Советот на Адвокатската комора на Република Македонија од 2001 до 2005 како член на истиот тој совет, во Управниот одбор на АД Поштенска банка, Надзорниот одбор на Македонски телекомуникации и така натаму. Од нејзината богата биографија можеме да видиме и други работи, односно други научни труди, каде што истата почитувана доктор Живковска се има ангажирано. Исто така, ги има изработено и следниве експертски мислења од областа на староправните односи, експертско правно мислење за законитоста на едностранното раскинување на договорот за концесија и експлоатација на минерална суровина, бакар, злато и сребро на локалитетот Казандол 2021 година, експертско правно мислење за издавање дозвола за оператор на погребални услуги врз основа на договор за адвокатски услуги, потоа експертско правно мислење за Унигран Мер и така натаму и така натаму. Експертско правно мислење на ЈСБ Скопје во врска со спорот помеѓу нив и АД Мак Петрол и така натаму. Со еден збор имаме кандидат кој што е квалитетен, кандидат кој што може да одговори на предизвиците, авторитетна личност во професијата, во правната професија, во судството, во обвинителството. Можам да констатирам дека не беше добро и не беше фер од ваша страна, ова е до колегите од власта вчера, на пресконференција да фрлате со оторни стрели за кандидатите кои што се почитувани во нивната професија, кои што се надевам дека ќе бидат и идни уставни судии. Ќе кажам дека ретки се ваквите луѓе со ваква интелектуална способност како што е професор доктор Родна Живковска, која што го заслужува епитетот уставен судија, која што во целост ќе оправда довербата, која што ќе и биде доверена како уставен судија и нормално да ја вратиме довербата во судството, бидејќи таа е длабоко нарушена, односно во овој момент, по сите анализи, по сите анкети, граѓаните веруваат многу малку во уставниот суд, односно во судството, и тоа со само ниски 8%. Се надевам дека при гласањето за уставните судии и колегите од власта ќе го имаат ова во предвид да избереме уставен судија со консензус кој што ќе го заслужува епитетот
да го носи епитетот уставен судија, а таков според мене и според нас е професор доктор Родна Жужовска. Благодарам. Ви благодарам, почитуван колега. Следен за збор е колегата Дејанчо